nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči se. Gospodи Isuse Hriste, zboruvaj i deneska niz moето srce. Neka sekoj zbor gi dopre onije koji ima potreba od Tvojata ljubov. Neka Tvojeto živo slovo go rasplamti plamenot na ljubov ta vo sekoje srce koje će povika kon Tebe. Gospode Isuse Hriste, Ti ni go pokaža patot na ljubovta, Ti ni go pokaža patot na mirot, Ti ni go pokaža patot na prostувањето. Ние зборуваме за следбеници на Исус, за луѓе по патот, за луѓе кои го постапуваат како Исус, за луѓе кои простуваат, за луѓе кои не осудуваат исто како Исус, за луѓе кои ја извршуваат волјата на Небесниот Отец. Зашто ние знаеме дека имаме Татко на небесата кој создал се. И тогаш нема зашто да се грижиме, и сите сме браќа и сестри. Он дава живот, здив и се. Зборувај денеска низ мене, татко мој, не јас да зборувам, туку Ти зборувај низ мене. Нека Твојата волја се исполни во овие слова. И секој што ќе ви прими словото во своето срце, кој ќе ја прими љубовта во своето срце, кој ќе го прими Исус во своето срце, да го примиш Исус. Луѓето верат дали си го примил Исус за свој Господ и Спасител, да му се предадеш на Исус во владение, неговата волја да се исполнува во твојот живот. Тоа подразбира од нељубов да се преобразуваш во љубов, да научиш да ги љубиш сите, да научиш да љубиш. Затоа сме овде на земјата. Ние не можеме да разбереме дека човекот, ние не сме тело, туку сме дух, односно душа во која е вдахнат дух. Ние сме духовна природа. Нашиот татко на небесата се вика Отец на духовите. Горе на небесата постои царство на љубовта. И таму има вечност, а овде сме привремено. Луѓето се врзуваат за земјата, за материјалното. Секој од нас сонува како лета и како паѓа. Ние денеска не можеме дури да разбереме. Пееме. Денеска е по православниот календар Голем петок. Нели денот кога е распнат Исус. Ние денеска не можеме да зборуваме, пееме Христос воскресна од мртвите, нели? Со смртта ја победи. А не веруваме. Дај Боже да има нешто таму. Ке се случи некое чудо, по извесен период се враќаме на старите работи, на старите гревови. Дојдени сме овде да се усовршуваме во љубовта. Лука, Евангелие на апостол Лука, лекарот. Еден е лекарот, тоа е Исус Христос. Луѓето имаат често здравствени проблеми кои се аларм да повикаме кон Исус и одат кај разни рентгенолог, уролог, кардиолог. А јас ви препорачувам да одите кај еден доктор, лекар над лекарите, Исусолог. Он може да исцели се. Он ви дава живот, здив и се. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во 15-тата година, Лука 3 глава, од владењето на царот Тибери,
Знаете, овде минуваат 1000 години за Господ се како еден ден. Овде минуваат годините. Луѓето ќе дојдат по извесен период до старост и ништо повеќе не им значи. Што биле, што имале. Сеќаваат телесна немоќ. И во тој момент повикуваат: Исусе, земи ме, не можам повеќе. Каква штета да починеш, си прочитал книги. Сите слова се од Бог, си прочитал книги кои ги извртил сатаната. Од човечки знаења и човечки мудрости, во вавилонски мудрости. Некој што јадел од дрвото на познанието на доброто и на злото, а не си дознал за Исус. Зборуваш за космос, за вселена, за природа, за универзум, за вселенска мудрост зборуваш. А не зборуваш за Исус, за Таткото на небесата, кој создал се. Он ни дава живот, здив и се е од Него и за Него создадено. Те сакаме Господи Исусе Христе. Кога Понтиј Пилат беше управител во Јудеја, а Ирод четворовласникот над Галилеја, каде се сега тие управници? А Филип, брат му, четворовласникот на покраината Итуреја, една власт не му е доволна, туку четворовласник. Познам луѓе кои мислат дека му служат на Исус, па не им е доволно пастори, па епископи, па над не знам што се. Знаете, Исус беше слуга. Слуга, најмало од апостолите. Апостол Павле. Итуреја и Трахонтида Лисани и четворовласник во Авилинија. Авилинија во времето на првосвештениците. Првосвештеници кои го распна Исус. Првосвештеници, чии свештеници? Кому му се тие први? Зошто го распна Исуса? Зошто не го познаа Исуса? Ана и Кајафа. Во времето на првосвештениците Ана и Кајафа. 3 глава Лука. Дојде Божијата реч. Дојде Божиото слово до Јован. Значи, Божиото слово доаѓа ако го отвориш срцето, го молиш Бог да ти го просветли умот, да ти се отворат писмата, да го разбираш ова слово кое е духовно и е направено како сликовница за мали бебиња, за деца, за да разбереме како треба да љубиме, зошто да љубиме, колку да љубиме, кој не создал, каде одиме. Те сакам, Господи Исусе Христи, зошто пееме Христос воскресна од мртвите, зошто пееме, а не веруваме. Си пееме песницки. Дочи дојде Божијата реч до Јован, така треба Божијата реч да дојде до секого од нас. Божиото слово, синот на Захарија во пустината. Во пустината, пазете, пустина, сам, отуѓен, без љубов, без вода, извор вечен, без словото на животот. Ти си во пустина, ти си мртов без духот, телото без дух е мртво. Го живееш животот по извесен период, не знаеш зашто живееш. Среќаваме колеги, сами си го одземаат животот. Замислете, славни се им ракоплескале. Зошто? Без Исус е тешко да се живее во овој свет. И тој го обиколи целиот, зборуваме за Јован, значи дојде Божијата реч, Божиото слово дојде. Исус е Словото. Но тоа е љубовта, Бог е љубов. Кога го примаш Исус, треба да ја примиш љубовта кон сите. И тој го обиколи целиот крај околу Јордан, проповедувајќи покајно крштение за проштевање на гревовите. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, и кога ја отвори устата своја, тој проповедаше и говореше: покајте се. И тој слезе со нив, па дојде во Назарет. Не. Тоа е друга, Лука 3, за Исус. Значи, слезе со нив и дојде во Назарет. Слезе. Ја. На знаковен јазик. Слезе. Исус слезе тука. Тој е слезен. Од небото е спуштен. Како Јован. Како што е напишано во книгата на зборовите на пророкот Исаија, кој вели: гласот на оној што вика во пустината. Тоа е секој христијанин. Му зборуваш, им зборуваш, тие не слушаат. Прават разни адети кои се народни, например вапцање јајци, се расправат дали треба да се вапца. Тој е народен адет. Тој е адет како кога играте ораги, пеете песни или
Правите некои адети кои ги играле нашите предци, играјќи си како децата во градинката, но кога ќе го дознаете Исус, тоа ќе биде само адет, како што има народни носи, како што има метрички стапки кои се обредни, кои се пееле за Бог. Гласот на оној што вика во пустината, тоа сте вие кога ќе зборувате за Исус, зашто ова позади вас е пустина без Исус. По извесен период ви изгледа дека е добро, вие стареете многу бргу, губите сила, разочарани сте и се чудите зошто живеам, колку да живеам, кому да живеам. Се разбира, животот е на Бог. Бог, Он го дава животот. И му дувна во душата дух животен. И човекот стана жива душа битие, создавање на светот. Подгответе го Господовиот пат, Јован, и исправете ги патеките негови. Се приближи Царството небесно. Секоја долина нека се исполни, длапка и секоја планина и секој рит нека се снизат. Кривините нека се исправат, нерамните патишта нека се израмнат и секое тело, пазете, тело, но тело имате надвор околу нас, секое тело ќе го види. Кога? Спасението Божјо. Кога ќе го изберете Исус еден ден. Значи, добриот пастир оди за загубената овца додека не ја најде. И нема да дозволи ни една овца да биде загубена. Мојот татко на небесата. Он сака сите да се спасат. Он е многу милостив и долготрпелив. Он вечно не се лути. Нема вечно проклетство. Така го представувате мојот татко кој е љубов. Во нешто што не е љубов. И тоа е сатанска доктрина и не сте го разбрале Светото писмо. И добро е да го помолите Исус да ви ги отвори овие слова и да разберете. И секое тело ќе го види спасението Божјо. Но пред тоа вели: исправете ги патеките негови. Кои се неговите патеки? Исус ја покажува патеката. Исус ја покажува патеката, потоа ќе видиме понатаму. Тој вели: љуби го непријателот свој, благословувајте ги оние што ве колнат и така натаму. А на луѓето што доаѓаа кај него да ги крсти, Јован, се враќаме, Лука 3:7, им велеше: породи змиини, кој ви кажа да бегате од гневот што иде. Гневот што иде. Гневот што е дојден. Гневот кој е во вас. Бегаш од себе. Бегаш од собствената природа. Бог ти вели: љуби го својот ближен како себе си. Ти не го љубиш. Јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. Ти знаеш што е добро и зло, потоа паѓаш болен, овкаш те боли едно друго, одиш кај некој уролог, мандрагог, пафлагог, наместо да одиш кај Исусолог. И да го исцелиш своето срце, со срцето да разберат, па да се исцелат, да ги исцелам, да се покајат. Породи змиини, кој ви кажа да бегате од гневот што иде? Значи, болката и болеста што те снашла во овој свет, се аларм, благослов, да се свртиш и да повикаш кон Исус. Овој живот ќе помине бргу, како еден миг. Прашајте некој од вашите што се во подминати години, ќе ви каже како помина. Горе имате Божјо царство, ако пребивате во Божјата љубов, во Исуса. А ако не, Бог знае во тело или без тело. Значи, секој сака да се спаси. Целиот Израел ќе се спаси, сите што имаат завет со Бог. Сите македонци ќе се спасат. Сите што ќе го повикаат Бог. Кој ќе го повика моето име, тој е македонец. Дојди во Македонија и помогни ни. Дел 16:9. Ќе биде спасен. Македонија е патека за спас. Затоа тие запнале сатаната со 4 трнови. Нема Македонија. Има. Исус запишал. Божјото слово не се враќа празно, се исполнува. Поостро од секаков меч. Но направете плод, се враќаме, Лука 3:8, достоен за покаяние. Достоен, Господе Исусе Христе,
не можам сам, дојди во моето срце и помогни ми. Се покајувам за секој грев. Им простувам на сите, не само на лице, од срце. Од срце. Исус. Им простувам на сите. Никого не осудувам. И не почнувајте да зборувате во себе. Наш татко е Авраам, оние викаат Ибраим. Муслиманите и евреите се обрезуваат и се убиваат. Па нели Божјата заповед е љуби го својот ближен како себе си? Се уште јадете од дрвото на познанието на доброто и злото, ако се убивате. Оној што не го љуби братот свој е човекоубиец. Човекоубиец, убиваш. Убиваш во мислите, штом си помислил веќе. Зашто ви велам дека Бог може и од овие камења да издигне чеда Аврамови. Бидејќи тие се отпадната материја, паднати од нељубов во тело. Тој сакат секое тело, каде беше тој стих, секое тело 3:6 ќе го види спасението, ќе го види. Камен, дрво, трева, земја, човекот е од земја, отпадната материја заедно со сатаната фрлен. И треба од нељубов да зачекориш во љубов. Тоа е заповед и не е тешка, зашто веќе продолжуваме и секирата стои до коренот. Постојано дрво што не дава плод се фрла во оган. Ние зборуваме за оган. И секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган, значи мојот Бог е оган што се огорува. Ние поминуваме низ оган. И знаете оние тројца што не се поклонија, што ги фрлаат во печка во Стариот Завет. Некој од нас и не горат. Бидејќи тие се во љубов, то стануваат во Исусовата љубов. Така ќе биде и кога ќе поминеме ние. Ако си во тело ќе изгориш, ако си во дух, во љубов, поминуваш и одиш во Божјото царство. Значи вториот свет ќе помине низ оган. И го прашаа луѓето велејќи тогаш, што треба да правиме? А тој им одговори. Еве што треба да правите. Пазете, тој моментот, се уште Исус не е дојден, но Духот на Отецот Небесен, во кого Исус, практично Духот кој пребива во Исус комплетно. Значи имаме, луѓето велат крштение во Дух Свети и мисла дека еднаш за секогаш. И првен Духот е над тебе, околу тебе. Кога Духот ќе биде во тебе, ти ја примаш љубовта, ти стануваш Христолик и има отчитување на чудата Божји. Луѓето ќе забележат дека ти си Боголик, Христолик, дека си Син Божји, дека си Син Божји, Син Божји е оној кој го води Духот Божји. Што треба да направиме? А тој им одговори и рече, кој има две облеки, нека ги подели со оној што нема ниту една. А кој има храна, нека го направи истото. Потоа дојдоа цариници да ги крсти и му рекоа, луѓето се ќаваат дека овој свет оди, пазете, 2000 години пред и нешто. 1000 години се како денот од вчера. За Господ 1000 години се како еден ден. Учителе, што да направиме, го прашуваат цариниците, а тој рече, не барајте повеќе отколку што ви е одредено. Истото е оно, не барајте мнозина да бидете учители, поголемо осудување ќе добиваме. Луѓето земаат и сакат да учат за ова. Ова го напишал, ова е живо слово, ова не е еднаш за секогаш. Тоа е живо слово, низ кое зборува семокниот татко. Кога ќе застанам пред словото, запирам, душата ми застанува. Ова е сила, ако во духот дозволиш Исусов да зборува од твоето срце, а луѓето цитираат, зборуваат телесно, телесниот човек не го разбира духовното. Не барајте повеќе отколку што ви е одредено. Го праша и некои војници говорејќи, значи Јована,
I im reče, vrz nikogo ne izvršuvajte nasilstvo. Vojnici Isusovi, vrz nikogo ne izvršuvajte nasilstvo. Blaženi se mirotvorcite. Veli Isus, zašto tije ke se narečat sinovi Božji. Mirotvorcite. Vrz nikogo ne izvršuvajte nasilstvo. Nikogo ne klevetete. Bog da te ukori. Sataната и Архангел Михаил се расправат за телото на Мојсей. Бог да те укори, му рече Архангел Михаил. Господ суди, Господ мава. И бидете задоволни со вашите плати. Бидете задоволни со тоа што го имате. Благодарете му на Бог. Ти благодарам, Господе, што сум здрав и исправен, што ги зема сите болки, болести и страдања од мене, што ми даваш колку што можам да понесам. Прости ми за секој непокајан грев. Ти зборувај низ мене, Господе Исусе Христе, мир и љубов за сите оние што ќе речат, те сакам. Исусе, дојди во моето срце. 3:15 Лука, а бидејќи народот беше во исчекување, па сите помислуваа во срцата свој за Јован, да не е тој Христос, Христос Месијата. Замислете, тие мислат дека Јован е Христос, а кога Христос доаѓа го распнуваат. Првосвештениците го распнуваат. Писмознанците го распнуваат. Оние што го знаеа Стариот Завет, се гледа колку го знаат. Како бебиња во Христос си разгледуваат сликовници, раскажуваат приказни дека царот ги ставил тројцата во оган. Да, во оган ги ставил, но зошто? Огнот на љубовта е тоа, кој се гори, што не е љубов. Бидејќи е стврдната материја, бидејќи истиснато, и секое тело да го види спасението. Јован им говореше на сите велејки, јас ве крштевам со вода, но меѓу но иде посилен од мене. Тој е посилен. Силата е негова и славата. Силата, славата и царството е негово. Кому не сум достоен да му ги одврзам ниту ремчињата од обувките негови. Ова е негово. Кога ќе застанам пред Исус, духот на мојот Отец учи, зборува. Седиш и цитираш нешто, а не го разбираш. Не барајте мнозина да бидете учители. Поголемо осудување ќе добиете. Тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган, со огнот на љубовта. Вториот свет, првиот свет помина низ вода, вториот ќе помине низ оган. Виножитото е потпис од семокниот Бог. Нему му е лопатата во раката негова. Тој ќе го очисти гумното свое и ќе го собере житото во житницата своја. Вие сте житото, а плевата ќе ја изгори со неизгаслив оган, бидејќи таа нема љубов, ќе изгори, како што не гореа тројцата ставени во печка, затоа што не му се поклонија на сатаната, му се поклонуваа само на Исус. Во кого пребива духот на нашиот небесен Отец во сета негова полнота. Тоа значи преобразен, претопен во љубовта. Тоа значи во едно со љубовта. Тоа значи да ја примиш љубовта. Љубовта во сета незина полнота. Да ги љубиш сите, да им простиш на сите, да прифаќаш се со радост, да ја пиеш горката чаша, да се покајуваш за се. Те сакам, Господи Исусе Христе, и да ја бараш Царството Божјо, да го бараш и неговата волја. Тоа е христијанство. Можете да рипате, да скокате, да палите, да гасите. Продолжуваме понатаму. И опоменувајќи се уште многу други нешта, му ја објавуваше на народот. Радосната вест, Христос воскресна од мртвите. Но дали веруваш вистина со смртта? Смртта ја победи, со смртта собствена ја победи смртта, го победи сатаната, ја пролеа својата света крв за секого од нас и за тебе, брате и пријателе.
а Ирод четворовласникот укорен од него од Јована заради блудство. Жената на брат му и заради сите злодела што ги беше направил Ирод, кон сето тоа додаде уште едно. Го затвори Јован во темница. Во затвор. А кога се крсти сиот народ, тој што требаше се крсти Исус, и додека се молеше, се отвори небото. И Светиот Дух слезе на него во телесен облик како гулаб. И се слушна глас од небото кој велеше: Ти си мојот возљубен син, во кого е мојата волја. Татко мој, сакам да бидам твојот возљубен син, да биде во мене твојата волја во секого од нас, што ќе стане дел од царството на небесата, што ќе стане син Божи, што ќе остави се земно и ќе врви по Исусовата љубов. Кога почна Исус да проповеда, имаше околу 30 години. И беше како што мислеа син Јосифов и Илиев, луѓето вела што правил 30 години. Не мислете повеќе од она што ви е запишано, концентрирајте се на љубовта, а потоа Господ ќе ви го отвори Словото, да го разбирате не како бебиња сликовници, да ја разберете суштината, дека љубовта покрива многу гревови, дека љубовта е сила Исусова. И беше како што мислеа, и овде наредува 75 генерации, значи за Господа секој ден, кои практично биле за да дојде отворување на Исус преку родот Давидов. И луѓето го мислат тоа дека е избран народ, но го распнаа Исуса. Значи, син Јосифов, Илиев, Мататов, Левиев, ги наредува сите, Мелхиев, Јанаев и Јосифов. И луѓето рече, што е сега Мататиев, Амосов, Исусовото родословие. Наумов, Еслимов, Нагеев, Матов, Мататиев, Семиев, Јосифов, Јудин, Јоананов, Рисаев, Зоровавилов, Салатилов, Нириев. Има уште. Зошто се тие дадени? Луѓето се врзуваат за тоа, за да покаже колку време, дека Бог е долго трпелив и многу милостив, колку време чекал. Не чека да се покаеме. Не чека. Мелхиев, Адиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Јосиев, Елиезеров, Јоримов, Мататов, Левиев, Симеонов, Јудин, Јосифов, Јоананов, Елијакимов, тоа се сите родови. Племиња кои имале завет со Бог толку години. Завет и го распна Исуса. Мелеев, Мајнаинов, Мататиев, Натанов, Давидов. Ете го Давид кој спиеше со жената на Урија. Убит човек. Господ му прости. Знаете, го зема првото дете. Се плаќа на овој свет без Исус. Јесеев, Овидов, Возов, Саламонов, Наасонов, Аминадов, Арамов, Есромов, Фаресов, Јудин, Јаковов, Исаков, Аврамов. Аврам се нарече пријател Божји, му поверува Аврам на Бога. И продолжуваме понатаму. Тарин, Нахоров, Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Лемехов, Матусалов, Енохов, Јередов, Малелейлов, Каинаниов. Каин го уби Авела. Што направи, бре, синко? Наместо да го љубиш братот свој. Еносов, Ситов, Адамов, кој јадеше од дрвото на познанието Божји. 75 генерации. На крајот пишува Божји. Синови човечки, иако се синови човечки. Се е создадено од Бог. Тие се синови Божји. 75 генерации. Имале завет. Завет. И го распнаа Исуса. И мисла дека го знаат Словото, првосвештеници, садукеи, фарисеи, писмознанци. Те сакам, Господи Исусе Христе. И потоа македонците го повикаа: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, Исус и тајфата веднаш тргнаа за Македонија, зашто Господ, Отецот наш, колку си ја возлюбил татко мој Македонија,
Разбравме дека не повикал там долу Македонија, да го шириме светот Евангелие. Дали го шириме светот Евангелие или си раскажуваме бабски приказни. Исполнет со Дух Свети. Исполнет со Дух Свети. Тешко да се разбере ова. Значи, првим треба да разберете дека ние сме дух, не сме тело. Телото е кафес, тоа се враќа во земја, освен ако не го просветлиме како Исус. Се врати од Јордан и беше одведен од духот во пустината. 40 дена го искушуваше ѓаволот. Значи, пазете, вие сте сега во тело и телото си има своји нагони. Во текот на тие денови не јадеше ништо. Мислите за телесна храна или за духовна? Мојата храна, јас имам храна што вие не ја знаете, вели Исус. Да ја исполнувам волјата на оној што ме пратил. Ако го изминаа, тие најпосле огладне. 40 дена. Тогаш порече ѓаволот: ако си син Божји, значи сомнеш, кажи му на овие камења да станат лево и кажи им на овој камен да стане леп. Му цитира делови од писмото. Така действува сатаната, извртува делови од писмото, прави догма и си раскажуваш ти после своји приказни. Ти знаеш што е добро и зло. А Исус му одговори и рече: пишано е дека не само од леп ќе живее човекот, туку и со секој збор од устата на Бога, од збор Божји. Значи, кој не работи не треба да јаде. Ако ти не се храниш од Духот Божји, од секој Божји збор, ти си мртов, ти си телесен. Духот ти е мртов и ти си мртов. На едно место се вели: од каде знаеш ти сине човечки. Значи, блиску си до животните. Без дух. Дека твојата душа ќе оди на небесата, а душата на животното во земјата. По Стариот Завет. Без Исус. Потоа ѓаволот го одведе на една висока планина, највисоко Вавилонство, и му го покаже за миг сите царства на светот. Еве како ве владеат и кој ве владее. И му рече ѓаволот: тебе ќе ти ја дадам сета воваа власт и нивната слава, бидејќи земјата е дадена на владение на сатаната и тој има малку време. Ти си овде малку, 30, 50, 70 години, 100 години. Потоа горе има вечност. Нема да ти биде добро без Исусовата љубов. Ќе немаш светлина. Ќе треба да помине многу време да добиеш нова шанса да го избереш Исус. Ќе ти дадам сета оваа власт и нивната слава, зашто мене ми е предадена. Предадена му е за кратко, на земјата само. И ја давам кому што сакам. Тие се владетелите. Тие ве владеат, таму се стремите. Тоа се организации кои ве малтретираат и сакаат да избришат и Израел и Македонија, зашто ги подсетува на нивниот пораз, на сатанскиот пораз. Ако ти ми се поклониш, сето тоа ќе биде твое. Тие се поклонуваат. И јавно и тајно се знае. Луѓето што го водат овој паднат свет се слуги сатански, се синови ѓаволски, дури и уметници, одредени пророци, некои исцелители. Штом го нема Исус, Исусе те сакам ако не повторува. Исусе, крвта Исусова е врз мене, силата Исусова е во мене, љубовта Исусова е во мене, мудроста Исусова. Те сакам, Господи Исусе Христе. Но Исус му одговори: не му се поклони, не облече фармеки, не отиде во амбасадата. Бегај од мене, сатано, бегај од Македонија, сатано, во името на Исус, зашто пишано е: на Господа, твојот Бог, поклонувај му се, единствено не му служимо. Ние гледаме и свештеници се поклонуваат, политичарите. Среброљубието е најголемо зло. Бегај од мене, сатано, зашто напишано е: на Господа твојот Бог поклонувај му се, единствено не му служи му. Така треба да се отстапува секогаш кога ќе дојде некој мисла: бегај од мене, сатано, во името на Исус. И го одведе во Ерусалим, пазете го сега Ерусалим, и го постави на стрејата од храмот, па му рече: Ерусалим. Луѓето одат таму се поклонуваат. Да, има поттикнувачна вера. Но овој свет го владее сатаната. Храмот не е од цигли, тој е духовна состојба. Двајца собрани во Исусовото име. Тука сум и јас, вели Исус.
Значи го одведе во храмот и му рече, ако си син Божи, фрли се одовде долу. Зашто е напишано, на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те чуваат. Тоа е еден псалм. И на раце ќе те земат, да не си јасупнеш ногата своја од камен. Тоа се од псалмите. И Исус му одговори и рече, кажано е, пишано е, не искушувај го Господа својот Бог. И ти, брате и пријателе. Така действува сатаната. Ти дава власт, поклони му се. Имам едно сведоштво да е интересен пријател, Доминик. Го има на интернет. Побарајте таму. На YouTube, на каналот, ќе видите како работи сатаната. Откако ѓаволот заврши со сите искушенија, се оддалечи од него за некое време. Овде сме постојано во битка, се работи битка за души. И се врати Исус во Галилеја во силата на духот. Силата е во духот, луѓето се телесни, немаат сила, сатаната ги сее како пченица. За да бидеш во силата на духот, треба да му дозволиш на Исус да управува со тебе, да се предадеш. Господе, ти предавам се што има, мојава душа, мојава тело, мојот ум, дојди и живеј во мене. Да им простиш на сите, да се покаеш, никога да не осудуваш, да ја пиеш горката чаша, да се радуваш со се што доаѓа, радоста да ви биде полна и никој да не ви ја открадне. И се разнесе глас за Исус по целиот тој крај. Тој поучуваше во нивните синагоги и сите го прославуваа. И дојде во Назарет, каде што беше одраснал, и по обичајот свој влезе еден саботен ден во синагогата и стана да чита. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија и тоа што ми ја отвори Исаија, го најде местото каде што беше напишано Духот Господов е врз мене. Слава ти, Господи Исусе Христе, зашто Господ ме помаза, Христос помазаник, да им соопштам радосна вест, блага вест на сиромашните. Ме прати да ги исцелам оние со скрушено срце, да им проповедам на заробените ослободување, на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените, да ја проповедам благопријатната година Господова. Слава ти, Господи Исусе Христе, тоа е Христов слуга. Потоа ја затвори книгата, му ја даде на прислужникот и седна, а очите на сите беа вперени во него. Почна да им говори, денес е денот благопријатен, денес се исполни ова писмо што го чувте. Кога ќе го примиш Исус во твоето срце за твој Господ и Спасител, ти ја примаш љубовта на Отецот. И твојата љубов, пламенчето на Духот што е во тебе се расплантува и гори се што не е од Бог. Оган од небесата да изгори се што не е од тебе, татко мој. И сите му посведочија и се воскитуваа на неговите благодатни зборови, што излегуваа од устата негова и велеа, нели овој синот на Јосиф. Знаете, кога се зборува словото во дух, вие се ќавате мир, благост, ве тера да слушате ако сте со отворено срце, ако срцето ви е отворено за слушање. Кој ги слуша зборовите мои, тој е од Бога, кој не ги слуша, тој не е од Бога. Се ќавате мир, љубов, смирение, понизност, простување, покајување, неосудување, радост во Светиот Дух. Царството Божјо не е во јадење и пиење, туку во мир, правда, Божјата правда и радост во Светиот Дух. Те сакам, Господи Исусе Христе. А тој им рече, некој од вас сигурно ќе ми приговори со оваа изрека. Исус, лекаре, излекувај се сам. Направи го и овде во твојот роден крај, она што чувме дека се случило во Капернаум. И таа е она позната реплика, па им рече, вистина ви велам, ниеден пророк не е пророк омилен во својата татковина, одека никој не е пророк во своето село. Никој не е пророк во своето село. Навистина ви кажувам, имаше многу вдовици во Израел во времето на Илија. Ще им дава слика. Кога се затвори небото и 3 години и 6 месеци не падна дожд, настана голем глад по целата земја. И кај ни една од нив не беше пратен Илија. Вдовица може да значи
заедница без Исус. Но само кај една жена вдовица во Сарепта Сидонска, значи имаме телесно читање и духовно. И имаше мнозина лепрозни во Израел. Во времето на пророкот Елисеј, но ниеден од нив не се очисти. Слава ти, Господи Исусе Христе, освен сириецот Нееман. Ако го слушнаа тоа, сите во синагогата се исполнија со гнев, тој зборува за принципот на љубов. Па станаа, го истераа надвор од градот. Ете ја сатанската природа, како не го познаваат Исус. Тие што, пазете, зборува за синагога, кај што го знаат Словото, кај што мислат дека го знаат, кај што сите се Савле го гонат Исус. И треба да паднат од коњот да ослепат, да дојде Ананија да положи раце во името на Исус, да станат Савле, Павле да станат. Најмало од апостолите. Го истераа надвор од градот, го одведоа на врвот од еден рид, каде што беше созидан нивниот град, за да го турнат од дозгора. Луѓе кои ги знаат Словото убиваат. О, неразумни писмознанци, о, неразумни садукеи, фарисеи, о, неразумни првосвештеници, о, неразумни што барате сите да бидете учители. Но тој помина меѓу нив, меѓу сите овие, и си отиде. И слезе во Капернаум, во градот Галилејски, и ги поучуваше во саботните денови, и се чудеа на неговата наука, зашто неговото слово беше силно. Зашто не зборувам јас, туку Таткото Небесен зборува низ мене. Значи, волјата на оној што ме прати, мојата храна, вели Исус, е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Мир, љубов, долгоденствие на сите што ќе речат: те сакаме, Господи Исусе Христе, дојди во моето срце, дојди во моето семејство, дојди во мојот дом, дојди во нашата и Твојата Македонија. Оставам се во Твои раце, Татко мој, те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божиот Царство Небесно. Ако те мачи нешто, ако се наоѓаш во пустината и се уште не си го слушнал гласот на оној што вика во пустината, а тоа е: дојдете при мене, сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Тоа е Исус. Можеш и ти да дојдеш пред Него. Не мора да патуваш, да трчаш, да рипаш, да скокаш, да патуваш со авиони, да одиш по поклонство по некои градови, места, Карпи, реки, Ерусалими. Влези во својата скришна сова и помоли се тајно: Татко мој кој си на небесата, дојди во моето срце заедно со Исуса, сакам да бидам син Божји. Или пак речи вака: Господе Исусе Христе, ако те има, помогни ми, јави ми, те сакам, ти благодарам, те љубам. Амин. Во љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас Татко Небесен сум твој. Сине мој, јас Татко Небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој,
Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči